Влегувањето на Хрватска ќе има и позитивни, но и негативни импликации. Во моментов никој не може да каже точно што ќе се случи. Значи, дури и сама хрватска страна, како и фирмите, точно не знаева што ќе се случува, па да каже тоа и тоа ќе биде, да знаеме да бидеме подготвени и ние и вие. Желба за соработка од страна на Хрватска постои и тие изминатата година, изминатите 6 месеци се обидувава преку Европската комисија да наметнат до земјите на ЦЕФТА додатни преговори со кои практично тие сакаат и покрај влегувањето во Европската унија да остане, значи, правилата еден извесен период, да останат правилата за, значи, за тргување согласно ЦЕФТА договорот со земјите. Чувме една информација дека е тоа правило кое во документите на Европската унија постои, не е обврзувачко за другите земји кои не се членки на ЕУ, меѓутоа постои таква опција и одредени земји, како што беше кажано, Бугарија и Романија имаат такво нешто искористено. Значи, побарано преку комисијата, преговарано со одредени земји, тамо каде што успеале да добијат пролонгирање, успеале. Таквото правило го користи и Хрватска. Меѓутоа, точни информации, барем што се однесува до нас од владата, ние немаме. Дали се преговара и во кој дел се преговара. Имаше некаква информација дека во делот на виното, онаа квота што Македонија имаше во однос на Хрватска, сега целата, но кажувам, тоа е само неформално, дека целата квота би се префрлила во квотата за вино за Европска унија со тоа што би била префрлена во делот на наливното вино. Тоа е нешто што нас ни одговара и тоа поприлично. Тамо се случува она што и се очекуваше, зашто последно време се зборува, значи поголем дел од фирмите веќе ги приместуваат своите погони. И ова е веќе можност, значи, за сите влади, и Србија, Босна веќе наголемо се спремаат, сепак тие се во малку подобра положба, ако ништо друго, барем географски, меѓутоа ова е добра можност и за Македонија, значи да се даде поволности, да се привлечат фирмите од тамо, затоа што и самите хрвати истакнаа дека со преместувањето на погодите, од една страна тие ќе ги уживаат бенефициите на размената согласно ЦЕФТА правилата, од друга страна ќе користат и други привилегии, значи што ги имаат овие држави склучено, например, ако отворат погон во Србија, ќе имаат размена со Русија, нели, со 0%, или пак, например, Босна, кој има договори со источните земји, Македонија со Турција, и така натаму. Веќе беше спомнат факт дека поголемите фирми, како што се Подравка, Агрокор, Атлантик Груп, веќе сите тие или имаат отворено погони, или веќе се во фаза на префрлање на своите фабрики во земјите на ЦЕФТА. Беше истакнато и дека од 2015 година ќе дојде до укинување на квотите за голем број производи, млекото, како и други производи од земјоделието, и дека на еден начин европскиот пазар ќе биде ситуацијата и за извоз и за тргување уште потешко, што значи дека за сите нас на еден начин ЦЕФТА регионот останува главниот регион за трговија. И дека сега по излагањето на Хрватска треба да се искористи приликата за прераспределување на еден начин на силите во ЦЕФТА, затоа што на еден од минатите состаноци, кога имавме исто така работна група за сектор земјоделие и прехранбена индустрија, беше кажано дека само со излагањето на Хрватска од ЦЕФТА и измената на нови трговски режим, само во Босна се отвара една дупка од некои 250 милиона евра, грубо беше кажано, што значи сега треба другите земји од ЦЕФТА да се најдат во овој дел. Значи само Босна, која има веројатно најголема размена со Хрватска, ќе има недостаток од 250 милиона евра. И морам да кажам дека имавме големо разбирање од страна на босанската делегација кој покажава баш интерес голем за македонските фирми и ни беше кажано дека еве сега кој за Хрватска сме заинтересирани за одредени производи кои што не беа доминантни, да склучиме договори со македонски фирми. И тоа е исто така апел и до ресорно министерство и до влада, значи да се направи што повеќе да се искористи ова прегрупирање на силите, затоа што тоа ќе биде еден краток период, ако успеат негде да испреговарат делегацијата на Хрватска, каде што може ќе ги користат бенефициите понатаму, Србија веќе е спремна за да влезе во делот на Босна. Велам тие ја користат географската положба и врските кои ги имаат малку подобри во однос на нас или на Црна Гора.